Првите впечатоци по надпреварот во Данска беа позитивни. Еврофарм Перистер за деби одигра повеќе од компетитивен надпревар и жали што не освои ботили бодови против Гог Гудме. Потоа дојде репрезентативната пауза и тој шок заради многобројните позитивни на коронавирус. Како екипата и ментално и физички се подготвува за Шафхаузен? Па добро, имаме помалце време поради тие работи за да се спремаме, но тренираме више, па можда 5-6 дена сериозно, сите заедно, се припремаме за овој надпревар и анализиравме утакмицата помеѓу Шафхаузен и Гог. Мислам дека доволно сме спремни за противникот. Едва чекаме да дојде надпревар и се надеваме на прва домашна победа. Двете победи на репрезентативците во квалификациите го подигнаа нивото на компетитивни минути кај нив, она што не достигаше, и се запознаа со некои од ракометарите со кои што ќе играат во вторник. Каква екипа е Кадетен Шафхаузен? Па добро, Кадетен Шафхаузен е квалитетна екипа, таа више подолго време игра во Лигата на шампионите. Има доста швајцарски репрезентативци, но мислам дека ние сме поквалитетни и се надам на победа. Бодовите на домашен терен се некако императив во оваа група. Секоја победа на гостински терен ќе биде голем плюс. Колку ќе ви недостигаат навивачите како осми играч тука во Битола? Па добро, се знае секогаш во Битола каква атмосфера се прави. Мислам дека доста ќе ни недостасуваат. Тоа ни беше голема предност во ланската година кога игравме на домашен терен, поготово од кога клубот се соедини и стана Еврофарм Перистер, но како за сите така и за нас, без публика се надеваме позитивен резултат.